Јас не сум видел ниту една изјава, а верувајте ми, детално ги следам сите изјави на било каков говор на омраза. Ако тие го сметаат говор за омраза, нашиот израз за потребата од афирмација на нашиот јазик и идентитет, а тогаш проблемот е уште поголем и од тоа што ние мислиме дека имаме како проблем. Ние тоа што го правиме, активно го правиме, бидејќи ќе повторам, ние не сме земја членка на Европската унија. Значи, ние не сме земја која што е представена внатре во институциите на Европската унија, независно дали е тоа Европскиот совет, Комисијата, Европскиот парламент, но како земја со статус на кандидат, правиме се што можеме да развиеме еден реален дискурс во рамките на сите тие институции, за прво создавање на свест за што е она што и се правило на оваа држава повеќе од 30 години, но уште позначајно контекстот, свест за контекстот за тоа што и се прави сега, во ова време во кое што живееме со вистински турбуленции. И јас последните неколку денови говорам за многу опасниот наратив во кој што влезе Софија. Наратив кој што е спротивставен со стратешките интереси и на Европската унија и на НАТО, а кој што одговара на трети страни кои што сакаат нестабилност во регионот.